Продолжуваме со нашата утринска програма во која што ќе зборуваме за проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, онако што можевте и пред малку да го погледнете на Телма како во склоп на кампањата која што е започната од 5 а ќе трае до 15 мај. Именно ова е втора кампања која што се реализира за креирање на јавната свест за инклузивно образование. Повеќе за овој проект и за целта која што ја има, како и за активностите во склоп на кампањата, денеска во утринската програма зборувам со Бранка Џајковска, која што е проектен менаџер. Добар ден, Бранка, и добро дојдовте во утринската програма. Добар ден, Ивана, многу ви благодарам на поканата. Ова е, може да наречеме едно продолжување или на ваше второ гостување или наш втор разговор како продолжение на едно гостување во минатото, каде што зборувавме исто за овој проект кој што има една добра и јасна цел и да кажеме цел која што е за општо добро на секој од нас, кога зборуваме за креирање на јавната свест за инклузивно образование. Што точно значи тоа и од што се заснова овој проект Биди ин, биди инклузивен и биди инклудиран, ќе потсетиме на самиот почеток. Овој проект е финансиран од Европската унија и има за цел да придонесе кон суштинско вклучување, еднакво, да кажеме вклучување на учениците со попреченост во редовните училишта. Знаете, не знам сега колку се гледачите запознаени, учениците со попреченост, дел од нив и досега посетувале училиште во редовни училишта, но голем дел од нив посетува училиште во она што порано се нарекуваат специјални училишта. Сега се обидуваме во контекст на развивање на едно инклузивно општество да придонесеме дечињата со попреченост да посетуваат настава во редовни училишта заедно со сите своји другарчиња, да добиваат исти можности, да напредуваат и да го користат својот потенцијал, да ги постигнат своите цели, соништа и замисли. Ова е нешто што беше и со државните текови трасирано преку Законот за основно образование, преку концепцијата за инклузивно образование, каде што навистина се стави голем акцент на инклузијата и на важноста сите ученици заедно да посетуваат настава, заради тоа што ние понатака заеднички овој живот го живееме, така што не би имало никаква причина во еден дел од нашиот живот да бидеме изолирани во едни услови, за потоа да треба да створиме социјални врски, комуникација, соработка, работа и така натаму со целото општество. Треба да се навикнуваме, нели, сите на различностите кои што меѓу себе ги имаме, сите ги носиме, и јас и вие сме различни на некој начин и носиме некоја посебност и треба да работиме, нели, да се почитуваме меѓусебно. Така што ова не е во рамки на нешто што представува и целиот проект, не е во рамки на нешто што представува нешто што треба да се регулира со закони, нешто што треба да биде обврска, туку треба да представува едно нормално почитување на детски и човечки права. Бранка, вака искрено, каде ние потврливме како општество, еве како проектен менаџер или личност која што работи и е дел од една ваква кампања, еден ваков проект, каде потврливме како општество токму во овој дел кој што е целта на самиот проект, кога зборуваме за поддршката, кога зборуваме за разбирањето, кога зборуваме за еднаквоста, за прифаќањето. Зошто е до степен да треба да и неопходно се создава од вакви проекти кои што пак водат до подигнување на свест која што веќе во 21 век би требало сите да имаме? Ивана, ние кои што ја работиме оваа работа, ја следиме оваа проблематика, за жал, нели, овие текови ги забележуваме, ова што кажуваат, овие потфрлања, ги забележуваме во јавноста, веќе многу години имавме, се сеќавате пред неколку месеци со девојчето од Гостивар еден случај кој што доби навистина поголемо медиумско внимание, поголемо внимание од јавноста и каде што можеби за некои луѓе беше прв пат показател дека негдека потфрламе, дека негдека грешиме, дека нешто правиме што е неприфатливо. Со таа цел и оваа кампања, ние сакаме да малку го размрдаме граѓанинот, да го разбудиме. Ние веруваме во капацитетот на нашите граѓани, знаеме дека тие длабоко во себе го имаат, ја имаат таа човечност и нормално е некогаш правиме грешки во рамки на тоа што не познаваме одредена проблематика или не знаеме можеби дури дека на некого тие права му сеускратени. Дури целата кампања, најпрво една голема благодарност до телевизија Телма која што во текот на кампањата од 5 до 15 мај ги пушта нашите 3 видеа за телевизиско прикажување бесплатно на вашиот медиум, што е за нас една огромна можност да се представиме и пред вашите гледачи.
дури во самата кампања и во тоа што како порака се обидуваме да го испратиме, тоа дека ние сите се раѓаме како личности кои што не дискриминираат, кои што се отворени. Вие знам дека сте родител, јас сум родител на деца на, еве, да речеме во тие почетни години на основно образование. Нашите деца многу лесно се соочуваат со некакви различности, наоѓаат начин да се функционираат меѓу себе, дури и да има детенце кое што можеби е со оштетен слух, некој со оштетен вид, некој детенце можеби нешто прави поразлично. Децата се наоѓаат начини да играат и да учат и да напредуваат заедно. Дури некогаш и да разговараме со нив, нема ни тие разлики кои што нас ни се прво нешто што го гледаме, тие нема ни да ги забележат. Сега каде ние како возрастни луѓе во полној пат, нели, кон своето растење, развивање, ги губиме овие вредности човечки, нешто што треба сами секој индивидуално да си размислиме и да си го пронајдеме она што ни е нас внатре. Во нас и да подадеме рака, да се отвориме и да разбереме дека, повторно ќе кажам, на крајот на денот ова не прави, ако вие сте личност која што инклузивна, тоа не ве прави вас Ивана добра личност автоматски, вие сте личност која што ги почитува правата на луѓето, тоа е наша обврска. Ние мораме да се однесуваме одговорно кон сите околу нас со кои ова заедничко општество го живееме. Така. Убаво кажавте, Бранка, децата не ги чувствуваат разликите, не ги гледаат разликите. За нив е најважно детската игра и меѓуседмната дружба, и тоа е тоа на кое што ние самите како родители треба да ги учиме сопствените деца, наспроти тоа не да ги гледаат разликите, туку да продолжат токму така, како наивно детски, нели, да ги остваруваат таа комуникација и има место за сите, нели? Дури да ги погледнете овие некои кои што се образовни текови во последно време, ќе видите колку ете оние кои што се образовни сили, да кажеме, во светот, колку повеќе почнуваат да обрнуваат внимание на некое што е социоемоционално учење и на развивање на вештини кај децата за сочувство, за емпатија, за снаоѓање и решавање на проблеми, многу повеќе отколку нели фактографското учење, нешто на што ние се уште и денов денешен инсистираме. Така што верувам дека со оваа трансформација на општеството ќе внесеме вакви содржини многу повеќе во програмата, ќе бидат и наставниците многу посензитивни, родителите на децата со типичен развој малку повеќе ќе се отворат и ќе разберат дека сите деца во едно оделение, каде што имаме детенце со попреченост, сите деца добиваат. Тоа е плюс за секое дете. Не е само за детенцето со попреченост дека му е дадено можност еве сега да учи во училиште со дечиња со типичен развој, туку тоа е голем бенефит и за таа оделенска заедница, за целото училиште, да бидеме искрени, за целата наша општина, во генерално за нашето општество. Ако не сме информирани, да се информираме, ако не сме доволно едуцирани на тоа поле, да се едуцираме пред да направиме било каква постапка или пред да осудуваме на некој начин, и што е најважно, ваквите проекти да не ги сваќаме и гледаме површно, туку да се види во нивната длабочина. Длабочина е токму тоа, малку да се потсетиме на човечките вредности и да се насочиме кон тоа, не само кон она класично образование како видиме, кое што во пракса понатаму во животот е потребно, но не е и најважното или најзначајното. Сите знаеме што е најважно и добро е што оваа кампања се реализира, што имате и поддршки и од медиумите, но и што имате и успешно остварени проекти, активности. Во интерес на времето, ние ќе продолжиме само во тој дел за тоа што се е друго дел од кампањата во однос на таквата реализација и што се можеме да наброиме како успешна проектна активност до сега. Проектот како своја главна активност го има доделувањето на стипендиите за ученици со попреченост од почетни оделенија. Имаме 470 дечиња со попреченост кои добиваат месечни стипендии. Ова ни е многу голема важна активност која што на родителите им дава голема поддршка да можат непречено дечињата да им помогне да можат непречено дечињата да ги пуштаат во училиште. Реализираме и даваме поддршка, туторска поддршка, реализиравме многу обуки за инклузивните тимови, за наставниците во училиштата, сега работиме со образовните асистенти. Исто така нешто што минатиот пат на разговорот го разговаравме, тоа се оние активности за подобрување на пристапноста и инклузивноста на училиштата. Работиме на делот на создавање на сензорни соби, инклузивни игралишта, кои што им помагаат пак на училиштата да имаат повеќе начини, алатки за работа со дечињата, и алатки кои што се пристапни и во контекст на тоа да се користат од дечиња со попреченост. Така. Ние веројатно ќе се видиме и по 15 мај, по завршувањето на оваа втора кампања, за да може да ги сумираме и останатите успешни активности кои што ќе бидат спроведени. Јас само тука на крајот би споменала и за
останатите пак проекти кои што ги има самата фондација, што би можело уште Да, важно фондацијата чекор по чекор, како што кажав, овој проект го спроведува заедно со своите партнери Инклузива и Хендимак, но имаме и други проекти кои што ги спроведуваме и во моментот во интерес на времето кој што кажавте ќе споменам само еден кој што исто така финансиран од Европската унија. Се работи за проектот за екнување на капацитетите на училишните директори за создавање на училишна инклузивна клима. Специјално го споменувам овој проект, тоа е партнерски проект меѓу Холандија, Хрватска, Словенија и Македонија. Токму во моментов и нашите колеги реализираат едно од тие регионални средби каде што се разменуваат искуства, учиме едни од други, гледаме од холандскиот и словенскиот систем кој што се понапред во делот на создавање на инклузивна клима и веруваме дека со вакви напори и нашата организација и целото општество ќе одиме напред. Бранка, благодарам за гостувањето и како порака од овој наш денешен разговор е во контекст на проектот и за самата цел на кампањата да апелираме до сите родители, до оние кои што ги воспитуваат своите дечиња, да потенцираме и да ставиме акцент на она што е најважно, а тоа е да се пружи рака на оному на кој што му треба, нели да бидеме пред се човечни и да знаеме дека сите ние сме еднакви и секој има право на тоа на кое што, нели, тоа всушност што значат човековите права, на секому му се достапни и нека едноставно сите сме едно и треба да биде така и во иднина и верувам дека целта на проектот која што ја има ќе биде исполнета. Ви благодарам многу на поканата, на оваа убава завршница, оваа убава порака која што пративте како во име дури на проектот и секако уште еднаш се заблагодарам на телевизија Телма за поддршката во рамките на оваа кампања. Се разбира, ние ќе бидеме тука и понатаму, соработката продолжува за да информираме и за останатите ваши активности и проекти. Се гледаме во следна прилика.